Господине Маричич, официјално почнува билатералниот скрининг со ЕУ. Кои се фазите на овој процес, за колку време очекувате да заврши? И според ваша проценка, дали има некои области каде што може да се очекуваат потешкоти во усогласувањето на законодавството со ЕУ? Најпрво мислам дека треба да кажеме за граѓаните и да повториме дека Северна Македонија ги започна преговорите за членство во Европската Унија. Тие започнаа на 19 јули, практично тогаш беше и воведната сесија на скринингот. Тоа е многу битно за да сватиме дека по 17 години чекање влеговме во нова фаза. Таа фаза, скринингот е практично задолжителен дел на преговорите. Тоа не е нешто ново и не е нешто што се прави само за нас. Сите држави, особено во последниот период кој што има или имаат активни процес на преговори, се поминаа низ овој процес на скринингот. Скринингот се состои од две фази. Едната е билатерален, другиот е објаснувачки. Првиот е практично воведниот е објаснувачки, кој што ние делумно го поминавме од 2018 и 2019 година и практично сега не почнуваме од нула, туку продолжуваме каде што застанавме тогаш. Практично ќе ни бидат представени во објаснувачкиот скрининг, се представуваат актите и стандардите на ЕУ кои што ние треба да ги прифатиме за да станеме членка на Европската Унија и сето она што е во изминативе 3 години ново како европска регулатива ќе ни биде представено, презентирано во објаснувачкиот скрининг. Веднаш потоа ќе настапи билатералниот скрининг, дел од нив ќе течат и паралелно. Во билатералниот скрининг веќе ние имаме поголема улога, односно државите членки на ЕУ и Европската комисија ќе ни поставуваат прашање нас, а ние ќе презентираме колку сме усогласени во определени области, во сите области и колку време цениме дека ќе ни треба за да целосно се усогласиме. Ние имаме некоја проценка дека до сега сме усогласени околу 45%, значи скоро половина. Тоа значи дека сме ги искористиле добро овие 17 години чекање за да ги почнеме преговорите. И во некои области сме на исто ниво или на подобро ниво од државите кои веќе преговараат со години, како Србија и Црна Гора. Затоа мислам дека овој скрининг е многу важен за да ја држиме нашата администрација во кондиција, но и целото општество, со сите експерти, со цел граѓанското општество, академската јавност, бизнис заедницата, да бидат активни, да го следат скринингот и да учествуваат во него. Тоа е многу важно затоа што од скринингот не зависат како ќе изгледаат листата на задачи, репери, мерила, бенчмаркови, кои што ќе важат за сите поглавја и за сите кластери. Практично скринингот е таа фаза на диагноза докаде сме и што треба да правиме. И затоа мислам дека овие денови ги составуваме и тимовите, од четврток започнува денеска практично започнува скринингот и ги тераме дел по дел, фаза по фаза за сите поглави, очекуваме да заврши во ноември 23 година. Тоа е планот што заедно го направивме со Европската комисија. А некои потешкоти дали очекувате во некои области на осогласувањето? Каде имаме слабости? Ние секако имаме многу работа, особено во вториот кластер внатрешен пазар. Имаме во првиот кластер, бидејќи е најважен темелни вредности, прв се отвара, постојано се затвара, отворене низ целите преговори и напредокот во тој кластер го диктира напредокот во другите кластери. Но мислам дека во внатрешен пазар имаме многу работа и во конкурентност и иновации исто така. Во зелената агенда, тоа е, да речам, многу скап кластер кај што бара многу инвестирање во животната средина и технологии кои што се позитивни према животната средина. И во кластерот земјоделие, мислам, таму има цел еден битен дел и за државна помош и за субвенции, но и за стандардите во земјоделие. Мислам дека секаде имаме многу работа, но внатрешен пазар ќе ни треба најмногу. Кога очекувате да почне процедурата за уставни измени неопходни за отворање на кластерите со оглед на најавениот референдум од страна на ВМРО-ДПМН за поништување на договорот со Бугарија? Ние имаме некој рок кој што сами си го зададовме заедно со планот за скрининг, а тоа е
до крајот на скринингот, значи до ноември 23, до крајот на идната година практично, да ги комплетираме уставните измени и јас мислам дека ќе успееме во тој рок да ги комплетираме. Во однос на секако, тоа ќе нема да биде воопшто лесен процес, но мислам дека секој пратеник и сите политички партии ќе бидат на висина на задачата, затоа што сега од нас зависи кога ќе продолжиме. Нема веќе условувања или дополнителни нови услови од било која држава членка, вклучувајќи и Бугарија, туку јасно се дефинирани условите под кои ги водиме преговорите и под кои услови ќе ги продолжиме после скринингот. Прашањето за референдум мислам дека треба разумно да го погледнеме. Сметаме дека на ова прашање, јас го сметам тоа како потпредседател на владата и лично дека на ова прашање вака формулирано и во овој момент не е потребен референдум, особено затоа што тоа чини 8 милиони евра самото организирање на референдумот, што во услови на криза не ни е потребно, во услови кога ни предстои зима за која што се бориме да имаме редовно снабдување по нормални цени за сите оние клучни продукти како струја, газ и така натаму. Мислам дека она што е потребно да се фокусираме на градење на консензусот за продолжување на европските интеграции, градење на консензусот за уставните измени и на кој начин може и опозицијата да се вгради во процесот на преговори, процесот на европски интеграции. Ние имаме како држава одлучено многу одамна, уште при осамостојувањето и со парламентарните декларации за НАТО и за ЕУ, меѓутоа и низ годините имаме изградено консензус дека сакаме да бидеме членка на Европската унија. Затоа вистинското прашање е дали сакаме да бидеме членка на Европската унија, а не дали сме за поништување на договорот со Бугарија. Тој договор е веќе 5 години во важност. Опозицијата имала прилика и да гласа против. Има прилика собранието во било кој момент да го отповика доколку има мнозинство. И мислам дека е тоа повеќе политички маневар и политичка игра отколку искрена желба за референдум, кој што може само да не одвлече назад. Затоа сметам дека треба политичарите да си ја превземат одговорноста и да излезат пред граѓаните да објаснат зошто и како ќе ја поддржат или нема да ја поддржат нашата европска интеграција и продолжувањето на преговорите. Инаку во компромисот со Бугарија имаме доволно гаранции и за нашиот идентитет, и за нашиот јазик, и нема никакви шанси ниту прилика да се случи каква било асимилација или бугаризација, како што велат, затоа што знаеме кои сме и што сме, влегуваме самоуверено во преговорите и имаме јасна цел да станеме членка на Европската унија како држава, како Северна Македонија, и тоа да го направиме како македонци со заштитен идентитет и јазик. Според вас, како во практика ќе се одвива новата методологија на преговарање, кога ќе ги почнеме, кога ќе ги отвориме кластерите, односно кој е најоптимистичното сценарио да станеме членка? Многу е неблагодарно од сега да се предвидува. Тоа ниту една држава не можела да го предвиди и не го знаела од почетокот на преговорите. Еве во Хрватска за датум за пристапување почнало да се разговара некои 6 месеци пред да се затворат преговорите, а тие трае 6 години. Меѓутоа ние ако го завршиме скринингот за година и половина и доколку не губиме време, доколку имаме добро темпо на реформи, бидејќи тоа е клучното, не само билатералните прашања. Тие мислам ние во голема мера и ги имаме завршено. Она што го немаме завршено и на што треба да работиме се реформите кои што ќе надоведат до 100% согласено со ЕУ и кои што не само нема да се сведат само на законодавство, туку и на пракса и имплементација. Затоа мислам дека ако работиме интензивно и ако работиме како што треба, соодветно, без губење време, сосема е изводливо, нормално зависно од желбата и на Европската унија, односно спремноста да прифати нови членки, сосема изводливо до крајот на оваа декада да бидеме членка на Унијата.